Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ова понеделничко утро од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Денеска сме 7 февруари 2022 година. На почетокот ќе ги споменеме сервисните информации дека сонцето утрово во Кавадарци изгреа во 6 часот и 38 минути, ќе зајде во 16 часот и 55 минути. Веќе го трошиме и 7-миот ден од овој месец февруари. Што се однесува до температурата, имавме позитивна температура утрово, значи 8 со плюс 2. Сега моментално е плюс 4 во Кавадарци. Што се однесува до воздухот, според мерната станица, овде во Кавадарци ни покажува дека имаме делумно загаден воздух. Значи, облачно е, со сончеви периоди, имаме малку и сонце и облаци, но како е да е, денешната временска прогноза навистина ни укажува дека повторно ќе имаме студени денови и денови кои ќе бидат исполнети со снег. За викендот имавме навистина пријатно време во Кавадарци, беше топло до 12-13 степени во позитива. Еве како гласи денешната прогноза. Претежно облачно попладне почнувајќи од западните делови со врнежи од дожд. На планините ќе има снег. Кон крајот на денот и во текот на ноќта кон вторникот врнежите ќе преминуваат во снег и во некои од пониските места. Врнежите ќе бидат поубилни во западните делови, каде ќе се формира нова снежна покривка. Ќе дува умерен до засилен ветер од југозападен правец, особено во западните делови, кон крајот на денот ќе се промени во северозападен и ќе засилува вдолж поврдарието. Што се однесува до денешните утрински температури на ниво на нашата земја, значи во Македонија, на крајниот запад променливо врнежливо со снег и дожд од минус 1 до плюс 4 степени. Во Скопскиот регион исто така ќе има врнежи од дожд, минус 1 до 10. Кумановскиот ќе биде променливо облачно со дожд и снег, минус 2 до 8. Беровскиот исто така на повисоките места на планините ќе провејува слаб снег од минус 3 до 5. Гевгелискиот регион ќе биде променливо облачно со сончеви интервали од плюс 3 до 12 степени. Во Тиквишијата исто така ќе имаме променливо време, сончево со периоди на дожд од плюс 2 до 11 степени. Во Пелагонија исто така променливо од плюс 1 до 11 и во Охридскиот од плюс 3 до 9 степени. Температурата и времето ќе биде слично и утре, значи променливо облачно и постудено. Претежно во планинските подричја ќе провејува слаб снег. Така да, еве, што се вели февруари, променлив месец, почнавме со студено, па имавме позитивни температури за викендот, но еве повторно се најавуваат, значи, пад на ноќните и дневните температури. Што се однесува до информациите од Автомотосојузот на Македонија, почитувани гледачи, сообраќајот на државните патишта се одвива по претежно суви коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Се препорачува прилагодена брзина на движење, почнувајќи, значи, од сите правци во кои се движиме, на сите патни правци. Особено треба се внимава на одроните кои се наоѓаат се уште не се стргнати на
автопатот А2 Свети Николе Миладиновци на 10 километар возете внимателно, има огромни карпи паднати на асфалтот и се вози по едната коловозна лента. Еве скоро повеќе од месец дена надлежните се уште не наоѓаат можност да тие огромни камења се тргнат од коловозната лента. Затоа бидете внимателни, почитувани гледачи, и внимавајте на поставената патна сигнализација. Еве, тоа беа неколку сервисни информации за утрово. Значи, уште ќе проследиме што се случило на денешен ден. Рековме, денеска е 7 февруари 2022 година. Според МИА, тоа е Македонска информативна агенција, која ги споделува тие настани на денешен ден, се вели дека 1478 година е роден Томас Мор, англиски хуманист, државник, писател на социјални, историски, теолошки списи, родоначалник на утопискиот социализам. 1812 година на денешен ден е роден Чарлс Дикенс, англиски писател, типичен представник на реализмот во литературата. Од романите најпознати му се Дейвид Коперфилд, Оливер Твист и така натаму. На денешен ден, 1870 година, роден австрискиот психијатар Алфредо Аделер, еден од пионирите на психоанализата, основач на правецот, така наречен индивидуална психологија. 1876 година на денешен ден во Цариград, во Турција, умрел Партенија Зографски, прв македонски учебникар, филолог, фолклорист, еден од најстакнатите културни и црковни работници од 19. век во Македонија и прв македонски митрополит. Роден е во Галичник, Гостиварско, во 1818 година. На денешен ден во Рим во 1878 година починал папата Пие IX, чиј понтифакт траел 31 година и 236 денови. На денешен ден во 1894 година умрел белгискиот производител на дувачки инструменти Адолф Сакс, кој во 1840 година го направил музичкиот инструмент, што е во негова чест е наречен саксофон. Ете од каде потекнува, почитувани гледачи, името саксофон на тие дувачки инструменти, од човекот кој го измислил по име Адолф Сакс, и зато се вика саксофон, тој инструмент дувачки. Во 1944 година, значи на денешен ден, 7 февруари, кај селото Билјача, близу до Куманово, во борбата против бугарската војска и полиција покрај другите загинал Христијан Тодоровски Карпош, познат народен херој во Македонија, роден бил во Куманово на 3 септември 1921 година. Еве уште неколку интересни податоци да спомнам, почитувани гледачи. Значи на денешен ден 1965 година силите на САД на Соединетите Американски држави почнале да го бомбардираат северниот дел на Виетнам. Ја знаеме таа долгогодишна војна која се водеше помеѓу Америка и Виетнам, стотици, илјадници луѓе загинаа и на крајот мора повторно да склопат мир, односно примирие да потпишат. Но американците беа поразени од таа војна. Во 1968 година премиерите на сите 10 канадски провинции го одобрија нацрт уставот според кој статусот на францускиот јазик во цела Канада е изедначен со англискиот. Значи во Англија, односно во Канада, во тие провинциите во 1968 година е потпишан тој договор да се изедначи, значи, и францускиот јазик со нивниот домашен, односно англискиот јазик. Интересен имам податок, во 1971 година жените во Швајцарија на референдум добиле право на глас. Гледате, не е то многу одамно, 1971 година жените во Швајцарија немале право на глас, но ете на 7 февруари 1971 година се избориле да имаат право на глас. Еве уште еден податок, што е интересно за нас во Македонија.
1973. godine u Skopju umrel Nikola Martinovski, makedonski likoven umjetnik, pedagog i akademik, ime koje 4 deceniji bilo jedno od najdobrite reprezenti na makedonskata umetnost vo svetot. Evo to bija nekoj podatuci za rubrikata na denešen den što se slučilo na 7. februari vo minatite godini. Odime сега, почитувани гледачи, со една песна да ја отпочнеме ова емисија, потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Znam za jedno pravo mesto gde srećni bit će svi, koračat ćemo zlatnim putem puni ljubavi. Nebo će biti za nas večni dom, a ruke ćemo pružit večnom spasu svom. Ja čekam divan dan, što najlepši je to san, i gledam u zvezde što svetle nam. Neće biti boli te, nestaće sve patnje zle, i bit ćemo zajedno ti i ja. Moje srce kuca tiho i čeka na tebe, tvoje reči tako su blage, zagrli me. Nema više vremena, povedi me ti u kraljevstvo tvoje, gde smo večno slobodni. Ja čekam divan dan, što najlepši je to san, i gledam u zvezde što svetle nam. Neće biti boli te, nestaće sve patnje zle, i bit ćemo zajedno, zajedno, i bit ćemo zajedno, o ti i ja. I bit ćemo zajedno, o ti i ja. Evo nepovtorno vo živo во нашата програма, почитувани гледачи. Вие следите емисијата на радио Глас на надежта секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Сакам да ве поздравам сите вас кои денеска можеби имате роден ден, така да бидете радосни, благословени и нека ви биде среќен вашиот роден ден. Имаме гледачи од повеќе делови на нашата земја, на Република Македонија, имаме гледачи од странство, од Србија, од Бугарија, од Австрија, од Австралија и од други европски држави. Како е да е, сите сте добре дојдени во нашата утринска програма. Ако имате ваши прашања, ваши сугестии, работи кои сакате да ги споделите, спишете ни, снимете прилог, испратете го, а ние ќе го проследиме за сите наши гледачи. Еве да споменеме денеска неколку капки на мудрост, а потоа имаме и јавување во живо во нашата утринска програма. Најдобар лек за спиење е чиста совест. Ако сакаш да ги гледаш маните на другите или кај другите, немој да земаш двоглед туку
ogledalo. Interesna misla. Nemoj da go parkiraš svoju tum na parkingu pred crkovni odvles, nito pak da ga ostaviš svoje srce vo crkvata koga izlegovaš od neja. Znači, potreben je od crkve kojeg je vlezeme, a kojeg izlezemo od crkve od službe, da go ponesemo i našto srce. Da ne bideme dobri samo vo crkva koga sme, da bideme dobri vo site 7 denovi vo sedmicata. Nekoj hrišćani ostavat vpečato kako da se krsteni vo ocet. Ete, nekoj to go doživel i go zapišal, go pretočil vo ubava misla. Ne se raspravaj so budala, bidejki lugitoke, neke može da je vočat razlikata. Psihijatrite tvrda deka devojkite saka da se maže za momčinja koji što se slični na njimite tatkovci. Sega nije jasno zašto mnogo majki plaćat na venčavanje. Evo da povtorim još jednaš. Psihijatrite tvrda deka devojkite saka da se mažat za momčinja koji što se slični na njimite tatkovci. Sega nije jasno zašto mnogo majki plaćat na venčavanje. Ljubomorata je brojenje na tugi srekni momenti namesto brojenje na svojite. Ljubomorata može da go napravi nesreken i najbogatiji od. Ljubomorata je rgja koja go napage železato i go uništava takajte. Rgeta go napage železato, sekako vam ljubomorata go napage čovjek i može da go skrši. Evo još jedna misla za deneska, koja ke zaboraviš da misliš, ne zaboravaj povtorno da počneš. Evo, to bija nekoliko kapkina mudrosta za ova utro, počtovani gledači. A сега ke vključime naš gledač od Skopje, za koji mi ke uspostavime kontakt, znači ovaj razgovor, počtovani gledači, ke go ime vo živo, tako da ako ime nekoj mali tehnički pričke, odnapred vi se izvinuvame, no se nadejme дека sve ke bide vo red. Da li go imam na linija Đurica od Skopje? Da, dobro utro, povelete. Evo, Đurica, dobro utro, kako si? Sполајмо на Бога, живи и здрав сега. Те вклучуваме во живо во нашата утринска програма, така да се што ќе кажеш ќе биде слушнато од стотици наши гледачи. Како сам на утрово денот во Скопје? Утринава беше интересна гледката. Градот, отствари небото над градот беше како да целото небо гори, црвено. Да, од што тоа? И во еден момент и сонцето се појави, али во овие мигови сега додека ви се обреќам, значи сонцето го нема, скриено е зад облаците, така да е и прилично студено. Моменталната температура е околу 1 степен. Се очекува да максималната температура во текот на денот постигне до 9 степен. Имаме еден благ ветер од југ до брзина од 4 км. Видливоста е отприлike околу 20 км, мада се уште знаете како е Скопје, секојаш со некои измаглица и смог и така. Значи, сепак утрово нема така загадено смагла, бидејќи видливоста, како што спомна, е околу 20 км. Значи, претежно имате чисто утро. Па, прилично чисто во споредба на претходните, да. Да. Добро, Ѓурице, што може да ни поделиш? Те вклучивме во рубриката после капке на мудроста, кај што следи според нашата програма приказна за деци, за возрастни кажења, денешнава порака за нашите гледачи. Јас би почнал, ако немате ништо против, со текст од Светото писмо, кој се наоѓа во Евангелието по Марко, во 4 глава, во луѓе ќе свата дека пропуштеле многу благослови, не грижејќи се да го користат и развиваат дадениот им талент. Всушност, во приказната за талентите од горе споменатиот текст кој што го читавме, Бог го нарекува оној што го скрил својот талент како злобен и мрзлив слуга. Може би сега се поставува прашање, што правиме ние со своите таленти? Не требаме никош да ги заборавиме и она што Бог очекува од нас е да ги искористиме за добробит на другите, за да можат и тие да уживаат во добробит она што Бог ни го дал. Исус ке каже во Евангелието по Матеј, така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Отец Небесен.
Од таа причина Бог ни ги дал овие таленти, за да луѓето може да бидат зарадувани со она што го имаме, да го споделиме со нив. Нам ќе ни биде мило и драго, другите ќе ги усреќиме на еден начин, ќе им помогнеме, али од друга страна срцето ќе биде исполнето. Некој кажал, закупувајќи ги своите таленти, некои луѓе живеат како на гробишта. Ја верувам дека никој од нас не сака да живее на гробишта. Так. И затоа моја порака ова утро е до сите да своите дарови, своите таленти кои што ги имаме, да ги искористиме за помош и добробит на своите ближни, а исто така и за наша надградба. Интересна порака сподели со нас, со нашите гледачи, Ѓурѓица, ти благодарам што се вклучи во живо во нашата утринска програма. Се надам дека и во наредните денови ќе имаме повторно контакт. На крајот само со една реченица, со две порака за нашите гледачи и ќе се одјавиме. Им посакувам убав и пријатен ден, благословен ден, добро здравје, мир во срцето и радост во душата и слога со ближните околу себе. Благодарам, Ѓурѓица, уште еднаш. Ти посакувам и тебе убав ден. Господ нека те благослови. Почитувани гледачи, се враќаме ние повторно со песна во нашата емисија и ќе продолжиме после песната повторно во живо. Слушаме песна. Се враќаме повторно во живо, почитувани гледачи, во нашата програма. Следува утринската порака или порака од Библијата, што наоѓаме денеска во Евангелието според Јована во 6 глава, во 15 стих. Исус штом разбра дека сака да дојдат и да го одвлечат на сила, за да го направат цар, пак се повлече сосем сам во гората. Насловот е на ова утринска порака загрозено царство. Седејќи на трева во квечерината на пролетната вечер, луѓето се подкрепувале со храната за која се погрижил Христос. Никаква човечка сила не може да создаде од 5 јачменови лебови и од 2 малички риби доволно храна за да се нахранат и љадници гладни луѓе. Тие се изборувале еден на друг. Овој навистина е пророкот кој требаше да дојде на светот. Тој може да ги освои народите и на Израел да му ја даде долго саканата надмок. Во своето одушевување народот е готов веднаш да го круниса за цар. Увидуваа дека тој воопшто не се труди да го привлече вниманието на себе или да си осигури себе си чест. Се плашиле дека никогаш нема да го бара своето право на Давидовиот престол. Откако заеднички се советувале, се согласиле да го земат и со сила да го прогласат за цар на Израел. Исус согледал каков процес е покренет и го сватил она што тие не можеле да го разберат, каков ќе биде резултатот од таквото движење. Напорите да го постават на престолот ќе бидат придружени со насилство и бунт, и дејствувањето на духовното царство ќе биде попречено.
Движењето мора да се запре без одлагање. Повикувајќи ги учениците, Исус им заповеда да земат чамец и веднаш да се вратат во Капернаум, препуштајќи му нему да го распушти народот. Тогаш Исус му наредил на мноштвото да се разотиде, постапил толку решително, што не се осмелувале да не го послушат. Исусовото царско држење и неколкуте негови мирни, но заповеднички зборови ја смириле толпата и ги осетиле неговите планови. Во него препознале сила што е над сите земни власти и без никакво прашање се покориле. Останувајќи сам, Исус се искачи на гората за да се помоли насамо. Се молил за сила да им го открие на луѓето божествениот карактер на својата мисија, да не ја затемни сатаната нивната моќ на сваќање и да не го изопачи нивното расудување. Во душевно страдање и болка се молил за своите ученици. Нивните долго негувани надежи, засновани на широко решерените заблуди, ќе бидат изневерени на мощне болен и понижувачки начин. Наместо издигнување на Давидовиот престол, тие ќе бидат сведоци на неговото распнување. Тоа навистина требало да биде негово вистинско корнисување. Еве, почитувани гледачи, ова беше пораката утринска за денеска. Интересно размислување. Исус немал намера да го заземе римскиот престол, односно да стане цар на Палестина во земни услови. Исус дошол да биде крунисан за нешто друго. Меѓутоа, интересно, ѓаволот сакал да го поремети Исусовиот план. И затоа, ѓаволот ги потикнал ове луѓе воодушевени од Исусовата моќ, што нахранил толку луѓе со неколку риби и лепчиња, сакали да го крунисат, меѓутоа Исус немал намера. Исус штом разбра дека сака да дојдат и да го одвлечат на сила, внимавајте, Јован ова ни го кажува, бидејќи бил очевидец, вели, сакаа на сила да го одвлечат и да го направат цар. Исус се повлече сосема сам во гората. Ги отпуштил и учениците своји, и тој се справил со луѓето, им кажал дека не доаѓа во обзир такво нешто. Народот бил воодушевен и готов веднаш да го крунисат за цар. Увиделе дека тој воопшто не се труди да го привлече вниманието на себе или да се осигури себе си чест. Откако заеднички се советувале, се согласиле да го земат и со сила да го прогласат за цар на Израел. Гледате, ѓаволот, ако не може милом, прави со сила да направи некој проблем, почитувани гледачи. Ѓаволот е опасен непријател. Но, ајде денеска да го повикаме Светиот Дух, Господ Исус Христос да биде со нас и да не навлече сатаната со сила на нешто спротивно на нашата волја. Повикувајќи ги учениците, им заповеда да земат чамец и да заминат на другата страна за Капернаум. А тој се справил со мноштвото луѓе. Но тој се молил и на својот Отец. Се молил за сила да им го открие на луѓето божествениот карактер на својата мисија, да не ја затемни сатаната нивната моќ на сваќање и да не го изопачи нивното расудување. И навистина, на крајот се завршило добро. Народот заминал, Исус продолжил со својата 3,5 годишна мисија. На крајот, како овде што пишува, тој дошол на вистина да биде крунисан, но да биде подигнат на крстот. Тоа била неговата мисија, да страда, да го положи својот живот, да воскресне и на тој начин да извојува голема победа над сатаната, а нам, луѓето, да ни осигура вечен живот. Еве, почитувани гледачи, тоа беше утринската порака. Сите вие кои ја читате Библијата, верувам дека ги наоѓате овие текстови во Светото писмо. Вие кои немате Библија, кои немате Свето писмо, слободно може да ни пишете во нашата редакција, ние ќе ви испратиме бесплатна Библија на македонски јазик. Исто така можете да изучувате Библијата по дописен пат. Постои интересна дописна школа онлайн, значи преку интернет, во домашна атмосфера, и сега еве од режија ќе ни ја пуштат рекламата да ја видиме, запознајте се и слободно напишете
na Google bibliata.zborova.mk i ќе бидете поврзани со нашата дописна библиска школа, кај што има 8 правци и одеберете која сакате да изучувате. На крајот ќе добиете една прекрасна диплома како спомен за вашето проучување на Светото писмо. Одиме сега со рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, добро утро. Поздрав за сите вас кои и ово утро ја следите нашата програма. Ово утро во нашето студио имаме посебен гостин, тоа е Владо Хавран од Белград, теолог, кој овие денови е во посета во Македонија. Меѓутоа, овие денови тој ја посети и нашата установа овде, нашето радио. Тој е во Кавадарци и затоа сакам денеска да направим едно кратко интервју за неговиот престој во Македонија. Владо, добро утро во нашето студио. Dobro jutro i pozdravljam sve vaše gledaoce i slušaoce. Drago mi je što mogu biti u Makedoniji. Evo, ovih par dana od petka sam imao jedno fino putovanje. Veles, pa Skopje, pa Kavadarci i zaista mi je bilo prijatno i drago što sam mogu da ponovo vidim neke drage ljude, da ohrabrim neke ljude koji su odlučili da menjaju svoje živote. I eto, na kraju smo završili ovde kod vas u studiju i da ohrabrimo i slušalce. Благодарам за вашето присуство. Ти и порано имаш доаѓање во Кавадарци по службена должност, меѓутоа се сеќам кога пред некоја година беше овде во Кавадарци, па ги прошетавме околните ридови во Кавадарич, кој навистина беше пријатно, некаде во ноември месец беше времето многу топло. Да. Се сеќаваш на тие мига? Sećam se. Bilo je divno obilaziti ove vaše krajeve i zaista vremena je poslužilo и имали сме пријатно друштво. Бевме и до селото Бегниште горе, се сеќавате. Добро, кажи ми сега подетално за твојот престој за овие денови во Македонија, бидејќи ти си како секретар во една наша установа, имаш повеќе служби, претежно зошто беше овде? Значи ти обавуваш служба секретар за семејна служба и за здравствено оделение. Може нешто за нашите гледачи да им кажеш? Да. Па ја се бавим zdravstvenom službom, zdravstvenim prosvećivanjem. Mi to radimo kroz organizaciju koja se zove Život i zdravlje, koja je vrlo razvijena na Balkanu, ima razne aktivnosti. Možda bi mogli da kažemo da je najvažniji projekat organizacije Život i zdravlje klubovi zdravlja, kao i kampovi. Imamo nekih 35 klubova zdravlja širom Balkana, Srbija, Crna Gora, Bosna, Hercegovina, Makedonija. I tom prilikom ja sam danas u Kavadarcima, imali smo sastanak sa instruktorima zdravlja, tim nekim našim zdravstvenim personalom koji obslužuju klubove zdravlja i imali smo onako jedno druženje, malo smo se ohrabrili, planirali nove planove i tako dalje. Pored toga ja se bavim i porodičnom službom, bavim se promocijom zdravih vrednosti kada je porodica u pitanju. U ovom prilikom sam bio u Skoplju gdje smo malo i o tome razgovarali, planirali smo da ćemo 9. aprila imati jedan takav seminar u Skopju, tako da ja smatram da je danas možda te dve stvari, i zdravlje i porodica, jako važna tema za savremenog čoveka. Zdravlje je narušeno usred ne samo ove krize u kojoj smo zašli, nego
usled brzine života, zagađenosti i tako dalje. Ljudi uglavnom ne brinu o svom zdravlju i mi želimo da im skrenemo pažnju da je to važno, a porodica je osnova ljudskog društva, iz porodice sve potiče. Ako je porodica nezdrava ili ako se porodica raspada ili ako nema normalnih odnosa, onda i naše društvo je bolesno i mora se staviti akcenat i na porodicu i na zdravlje. Так. Убаво ги поврзавте овие две работи, значи здравствениот дел од животот и семејната служба. Знаеме дека семејството е нападнато од сите страни. И по пат на медии, по пат на телевизија и воопшто. Имаш ли некоја порака за нашите гледачи, бидејќи нас не следат ова утро претежно таа средна генерација? Може би од 50 до 65-70 години, бидејќи тие постарите порано станат и така натаму, меѓутоа, може би тоа се дедовци, баби или така, имат своји внуци, имат своји деца. Една кратка порака, како односот да биде помеѓу старите и младите, зашто постои тој јаз денеска? Pa ja bih rekao da porodica ili dom mora da bude sigurna baza. Kada govorimo o sigurnoj bazi, to znači da deca naša, bez obzira da li su udati ili su još mali, moraju znati da u toj sigurnoj bazi su prihvaćeni, da su voljeni i da su poštovani. Kako deca odrastaju, tako sve više i više napuštaju tu sigurnu bazu, odlaze, što su stariji sve duže, ali oni moraju znati da uvek mogu da se vrate u tu sigurnu bazu. Tako da koliko do nas stoji, mi treba da ulažemo i vreme i sve svoje snage da porodica, dom bude sigurna baza. Ja znam gde god bio na ovom svetu, gde god odlazio, mogu da se vratim na vrata mog doma, ja tamo pripadam, ja nosim to prezime, ja sam primio od njih vrednosti koji danas upravljaju mojim životom, ja se vraćam i uvek volim da dođem i kada otvorim vrata, moja mama kaže sine moj, ili tata me zagrli i to je nešto veličanstveno. Tako da vredi u to ulagati. Najgore je kada se pokidaju odnosi, kada ljudi ostanu sami ili ako neko umre, ta praznina više nikad ne može da se popuni ničime. Tako da ako imaju žive roditelje, ako su nečija deca ili ako roditelji imaju svoju decu, trebaju da im daju signale da je to sigurna baza, da se uvek mogu vratiti, da su tu voljeni, da tu pripadaju i da će biti vrednovani i poštovani. Eto, ja bi to rekao. Ne treba dozvoliti da neke savremene ideje utiču na to. Nekada smo bili okrenuti jedni prema drugima, porodica je bila najvažnija, sve se tu dešavalo, tu se planiralo, odatle se odlazilo, tu se vraćalo, tu se donosilo i tako dalje. Možda bi ponovo to trebalo da se vrati. Čovjek je ipak socijalno biće. Значи, тие семејни вредности многу важни. Apsolutno, apsolutno. Да не го обликуваат нашето семејство телевизија, интернет и се оно што е надвор од ове семејства наши, бидејќи тоа навистина влие, но треба значи да помине през некое сито. Значи, кога ги примеме тие нови работи што ги гледаме и слушаме. Ako mi ne damo signale da je porodica sigurna baza i da tu se deca naša mogu da osjećaju sigurno, ona će tragati za nekom drugom bazom i ta druga baza će ih oblikovati onako kako ona misli da treba. I vrlo često se to zapostavlja i deca onda idu na internet, na razne društvene mreže, neke klubove i tamo stiču neke vrednosti koje dalje oblikuju njihove živote. Ne bi trebalo to da dozvolimo. Добро, драги гледачи, еве поразговаравме со нашиот гостин, со Владо, и мислам дека тие пораки што тој ги упати се вредни и ќе бидат поучливи за сите нас кои имаме своји семејство, па и ние кои немаме, можеби кои се уште сме на пат да формираме семејство. Семејството е една важна клетка, кај што човекот се осеќа, се чувства многу сигурен, така да ги чуваме нашите семејства, секако и нашите постари родители кои се уште се со нас, зашто кои ќе ги изгубиме еден ден, со ништо тоа не се надополнува. Владо, ти благодарам, ти посакам секој добро во твојата успешна кариера, да биде благословена. Hvala vama i pozdravljam sve naše slušaoce i gledaoce do ponovnog viđenja. Благодарам. Пријатно. Почитувани гледачи, продолжуваме со песна, а потоа повторно се враќаме во живо во нашата програма.
vrijeme kad je tu na zemlji bio radosti i sreće, svoju ljubav dao je svakome, pa Isuse svoje zbog mene je lio. I na kraju život radi ljubavi dao je. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, jer nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam to lice njegovo. Znam da uskoro će Isus opet doći, zapjevat će mnogi, klicati u slavu Bogu svom, i sa njime tada želio bih poći, tamo gdje mi sprema svoj nebeski vječni dom. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, gdje nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam to lice njegovo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, jer nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam to lice njegovo. Da zauvijek gledam to lice njegovo. Еве неповторно нашата емисија во живо, почитувани гледачи, вие следите програмата на Радио Глас на надежта секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите ова наша денешна емисија. Ова програма се снима, така да вие кои можеби одите на работа или не сте во можност целосно да ја следите нашата програма, може да ја проследите после пладник, ќе се постави ова емисија на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Тамо се и останатите наши претходни емисии, кај што може да ги преслушате и да видите се оно што се случуваше во минатите емисии. Следува рубриката кога зборуваме за нашите водопади, за нашите градови, села, планини, така да денеска ќе споменеме неколку реченици за планината Беласица, а утре ќе зборуваме за битката на Беласица. Значи, Беласица е планина во југоисточниот дел на географскиот регион Македонија и е поделена помеѓу три држави. 35% планината Беласица припаѓа во Македонија, во Грција 45% и во Бугарија 20%. Во Македонија ова планина почива во близина на Струмица, градот Струмица. Има напореднички правец на протегање исток-запад и должина е некаде околу 70 километри. Спаѓа во групата најстари планини не само во Република Македонија, туку и на Балканскиот полуостров. Настанала за време на создавањето на Родопските планини, подосна е разорена и повторно е издигната за време на полуостровот.
Pošto je interesna ta planina? Zato što na planinata Belasici ima mnogo prirodni vodopadi, tukaj Kolišinski od, Smolarski od, Gabrovski od vodopad, znači ima mnogo prirodna voda koja izvira od Pazuvite na sama ta planina. Interesno, najvisoki od vrv na planinata Belasica se vika Tumba, se naođa pomegju Bugarija, Makedonija i Grcija. Znači, to je Tromegje i tukaj je to najvisoko brdo, se gleda, što se veli so golo oko od dole od nizinata, no ima visina 2029 metri. Znači, prilično je visoka planinata Belasica. Bogate su šumi i na neja se srekjavat dabot, borot, bukata, elata, jasenot i taka natamo. No taj ušte pobogata su planinski pasišta, na koji so v letniот period doaѓаат brojni stada na pasenje. Само на високите врвови на Беласица се голи и каменити. Во подножјето на Беласица извираат, како што спомнав, многобројни минерални извори и водопади. Меѓу нив најпознат е изворот во селото Банско. Водата од овој извор е лековита, минерална и сулфорна со температура од 75 степени. Ако ставите јајце, живо јајце, што се вели во водата, и за неколку минути ќе биде сварено. Јас сум го тоа пробал и навистина е така. Има таму повеќе хотели, познат е хотелот Цар Самуил, кај што таа минерална вода има бања, така да многу луѓе, постари лица кои имаат своји здравствени проблеми, одат во таа бања и си барат лек. Така да убаво е, ако имате прилика, да отидете неколку денови и да ги користите благодатите на таа минерална вода, односно минерални топли извори. Беласица е богата со рудни богатства, но се уште ништо не се експлоатира. На падините на Беласица се наоѓа едно од најубавите, значи спомна водопади, може да ги посетите Смоларските, Колишинските ова пролет, да уживате во таа убава природа и чист воздух. Од 2001 година, секоја година па наваму во август се организира меѓународна планинарска манифестација или планинарски поход за искачување на врвот Тумба, значи тој Тромегја, под наслов Балкан без граници. Ако сте млад, имате волја, сакате да планинарите, внимавајте, значи во август се организира тој планинарски поход. Интересно, Беласица е позната во историјата на Македонија, почитувани гледачи. Планината е позната како место на кој што се одиграла она значајна Беласичка битка во 1014 година, кога се судрила војската на царот Самуил со византиската војска на Василий II. За тоа утре повеќе ќе кажеме што се случувало, како се водела таа битка, колку луѓе били убиени од страна на војската на Самуил, и познато е оно дека на секој 100 војник едно око му оставале за да ги врати останатите 100 војници на кои били ослепени двете очи да се вратат во Македонија, односно во Охрид. Тоа навистина била крвава војна кај што илјадници луѓе загинале. Но за тоа утре ќе кажеме во утрешната емисија. Значи, денеска зборувавме за планината Беласица, која изобилува со природна убавина. Ако имате можност, почитувани гледачи, ако сте пензионер, организирајте се со пензионерските друштва и посетите ги тие водопади. Значи, почнувајќи од Банско, кај што ќе посетите таа минерална вода, изворите, парку Габрово, Колешино, понатаму Мокринските извори може да ги посетите, Смоларските водопади, така дека имате една убава турнеја. Еве толку за Беласица, за убавините, природните убавини на планината Беласица. Сега следува рубриката кај што зборуваме за совети за нашето здравје. Еве неколку совети за одржување на здравјето и подобрување на квалитетот на нашиот живот. Прво и основно, квалитетен сон е половина здравје. Значи, се зависи во која група старосна се наоѓате, почитувани гледачи, но од 6
do 8 sati, odnosno časovi, ubavo je da imаме ноќен одмор. Но убаво е и преку денот, освен вечерниот сон, да имаме секојдневно време на одмор, барем половина час квалитетен одмор во текот на денот. Значи, и тогаш вашиот вечерен сон ќе биде квалитетен и ефективен. Второ, избегнувајте пушење, алкохол и други штетни материи. Ние зборувавме во минатите емисии за цигарата, колку е штетна, за алкохолот, за дрогите. Значи, избегнувајте, бидејќи тоа е голем ризик за вашето срце и за вашите мозочни заболувања, ако пушите или ако пиете. Трето, храна и свежи сокови. Изберете го вашето обкружување, изберете ги вистинските луѓе покрај себе, навиките и енергиите на луѓето со кои го делиме нашето секојдневие станува дел од нас. И затоа бирајте луѓе со кои ќе се дружите. 3 часа без телефон, еве нека ни биде тоа како мотив, во текот на денот барем 3 часа оставите го мобилниот настрана или другите некои средства за комуникација. Реалност е многу поважна. Понатаму, активен животен стил. Активниот начин на живот секогаш придонесува кон подобрување на квалитетот на животот, зголемување на издржливоста и флексибилноста, подобрување на благосостојбата. Поради тоа потрудете се да имате квалитетен живот. И последна точка, односно последен совет, редовна физичка активност. Тоа постојно лекарите ни го советуваат, значи физичка активност, освен што помага во контролирање и намалување на телесната тежина, помага во намалување на ризикот при срцеви и малигни заболувања, го подобрува менталното здравје и се зголемуваат шансите за поквалитетен живот. Тоа беа советите, еве сега ќе споделам еден рецепт за нашите домакинки и вие кои сте домакини, а може би гответе, еве подгответе се да запишете кифлички со кајмак. Верувам дека ги сакате кифличките, па еве еден наш предлог и рецепт. Во млеко ставите го шекерот, квасецот, малку брашно и оставите неколку минути да стаса. Во сад за месење ставите го јогуртот, зејтинот, солта и стасаниот квасец. Додајте брашно и замесете меко тесто кое нема да ви се лепи на рацете. Оставете го тестото убаво да стаса. Во сад за матење ставете ги состојките за филот и изматете сето тоа со миксер. Стасаното тесто поделите го на 2 дела. Земете го едниот дел и на побрашнета површина расукајте кора да ви е дебела околу 0,5 см. Премачкајте ја кората со филот и сечете ја на 12 триаголници. Потоа замотите ги кифличките. Повторете ја постапката и со другиот дел од тестото. Наредите ги кифличките во тавче за печење кое претходно сте го намачкале со малку маргарин. Секоја кифличка премачкајте ја со белка и оставете ги околу пола час на топло. Печете во загреана рерна на 200 степени. Кои состојки ни се потребни за да ги направите овие кифлички со кајмак? Прво ви треба 150 мл млеко, 150 мл јогурт, 50 мл зејтин, 1 лажичка шекер, 1 лажица сол, половина квасец, а за филот ви се потребни 1 жолчка, 100 грама маргарин, 100 грама кајмак, 1 лажица брашно и за премачкување ви е потребна 1 белка. Еве, тоа беа советите за здравјето, почитувани гледачи, за ова утро и споделивме рецепт кифлички со кајмак. Одиме сега со уште една песна да продолжиме со емисијата, потоа ќе се вратиме да ја проследиме и последната рубрика. Čisto srce dali
Gospode, i obnovi go duho po mene. Čisto srce daj mi, Gospode, i obnovi go duho po mene. Ne odvrvaj me od svojeto lice Bože, Duh Sveti, ne odzemaj go, ne odzemaj go, ne odzemaj go. Radost ta tvoja vo moje to srce stavija i obnovi go duho po mene. Čisto srce daj mi, Gospode, i obnovi go duho po mene. Čisto srce daj mi, Gospode, i obnovi go duho po mene. Ne odvrvaj me svoje to lice Bože, Duh Sveti, ne odzemaj go, ne odzemaj go, ne odzemaj go. Radost ta tvoja vo moje to srce stavija i obnovi go duho po mene. I obnovi go duho po mene. Еве вживо повторно во нашата емисија, почитувани гледачи, следува рубриката кога пренесуваме делови од книгата Археологијата ја потврдува Библијата или Светото писмо од професорот Драго Обрадовиќ. Пренесуваме интересни факти кои денешната археологија ги потврдува, односно ги открива кога зборува таа за вредноста и самата веродостојност на Светото писмо на Библијата. Еве ќе прочитаме нешто повторно, ќе продолжиме од претходната емисија кога зборувавме за Манасија. Враќањето на Манасија на престол во Иерусалим непосредно напоредно се одвива со слично искуство на фараон Нехо први, кога Асурбанипал го освоил Египет во војниот поход што е спомнат порано. Тој повторно ги потврдил кнезовите од долината на Нил како подрачни владетели. По неговото заминување, кога тие се побуниле, војсководителите на Асурбанипал во Египет ги обколиле, ги заробиле и ги вратиле во Ниневија. Царот само Нехо еден го вратил назад во Саис, во западниот дел од делтата, како владетел на тоа подрачје. Оние цареви, кои постојано сплеткарија се доведени живи пред мене во Ниневија. Од сите нив единствено му се смилував на Нехо први и му подарив живот, направив спогодба со него. Му пратив на помош мои војсководители и управители. Го вратив во Саис како престолнина, место во кое мојот роден татко го именувал за цар. Манасија е прикажен како најлош цар кај кого било седел, кој бил во минатото како цар во Израел, односно во Јуда. Некои историчари го оправдуваат неговиот отпад, сметајќи дека сирците во одредена мера му ја наметнувале својата религија. Меѓутоа, најновите истражувања откриваат факт дека асирската надворешна политика на поробените народи им дозволувала да ги почитуваат и да им служат на своите богови. Според тоа, не постои никакво политичко оправдание за верскиот отпад на Манасија. Ако го читате животот на Манасија запишан во Библијата, почитувани гледачи, ќе видите дека тој човек направил голем отпад во Јудеја, односно во Израел. За негово време народот доживал големи проклетства наместо Божи
благослови. Еве, археологијата тоа го потврдува. Тој може би се правдал дека кога биле поробени од другите народи, морале да извршуваат наредбата да ги обожават тие нивни идоли или да бидат идолопоклоници. Не, самиот Манасе бил независен, можел да води духовната, религиозната политика на исправен начин во своето царство, но на жалост за време на Манасија народот во Израел доживееле еден голем отпад. Еве, почитувани гледачи, дојдовме до крајот на ова наша денешна утринска програма. Пред да се одјавиме, еве ќе завршиме со еден краток пример. Еден човек раскажуваше за пожарот што избувнал во нивната зграда. При тоа некои луѓе успееле да излезат, значи успееле самите да се спасат, а други ги спасувале пожарникарите. На повисоките катови имало една жена која била затворена во зачадена соба. Значи таа не успеала да се спаси самата. Еден од пожарникарите со помош на високи скали успеал да дојде до прозорецот и при тоа ја повикал жената да слезе со него по скалите. Меѓутоа таа, кога ја видела огромната височина, во паника јурнала назад во распламнетата соба и повеќе не се вратила. Значи се оплашила од големата висина. Кога слегол на земјата, пожарникарот со тажен глас рекол: "Сторив се што можев за да ја спасам жената, но таа не ми даде можност." Слушајќи ја ова приказна, почитувани гледачи, си помислив колку луѓе гина духовно секој ден, постојано. Бог сака да ги спаси од нивните гревови, но тие тврдоглаво ја одбиваат подадената рака на Спасителот. Не верувајќи во спасителната моќ на Божиот Син Исус Христос, тие се како жената која изгорела и покрај понудената помош. Таквите луѓе едноставно не му даваат шанса на Бога, туку бегајќи од него трчаат во сигурна смрт. Во Библијата, во Светото писмо читаме: "Зашто Синот човечки дојде да го бара и спаси загубеното." Испратен од небото, Исус Христос, почитувани гледачи, дошол во ова спасувачка мисија. Исус направил се што е потребно за да те спаси тебе и мене од ова ужасна пропаст која ќе следува наскоро нова наша планета. Дали веќе си ја прифатил таа спасителна рака на Спасителот, на Исуса? Жално би било ако еден ден и за тебе Бог рече: "Сторив се што можев да го спасам, но ти не ми ја подаде раката. Ти не ми даде можност." Дали и ние ќе му дадеме можност на нашиот Спасител Исус Христос да не спаси или ќе го одбиеме, зависи од нас. Бог ја почитува, почитувани гледачи, нашата слободна волја до крај. Мораме одлуката да ја донесеме уште денес, бидејќи утре може да биде лошо за нас. Еве со ова приказна, со овој вистински настан, ја завршуваме и нашава денешна емисија. Ви благодарам на вашето внимание, почитувани гледачи, што одвоивте еден час од вашето време да бидете со нас. Препорачете ова емисија и на ваши комши, пријатели, поделите го линкот, нека и тие во живо ја следат нашата програма или нека одат на нашиот YouTube канал Радио Глас на Надежта, каде што ќе ги најдат сите досегашни емисии. И посакувам да имате убав и благословен ден. Бидете одговорни, чувајте се и ви закажувам нова средба утре во 8 часот и 30 минути, а до тогаш довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството,
Запознайте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.